но до толку беше енергијата силна, до толку беше поривот силен да се направи нешто. Да, буквално немаше некој да се пожали, да кажемо да е тешко. Куманово, фактички пред ХИП имаше еден феномен кој се викаше музичка младина, во кој членува некаде околу 400-500 млади луѓе од Куманово, кои се де факто заслужни за све ова што се случи во Куманово, што може да го наречеме некоја рок-н-рол револуција во периодот од 1988 до, грубо кажано, 98. Ние создадовме прво списание за музика и култура, создадовме радиоемисии, телевизиски емисии, што уште поважно отворивме клубове. Еден од клубовите беше баш овде, се нарекуваше Ариел на времето, и овде гостува големи бендови, се сеќаваат оние постарите на ЕКВ, на Електрични оргазам, Парти Брейкерс и така натаму. И ова беше место кај што созреа тие големи кумановски бендови кои, како што гледаме, значи збориме за ТБ Трачери, Морбид Джокер, подосна Корпус, Дионис и конечно да ХИП, сите тие не остана да бидат локални, значи феномени, него направи голема популарност и како што гледаме огромно влијание на целата сцена во Македонија, така да овие сите помлади луѓе ги рачунат нив како основоположници на таа андеграунд сцена. Така да овој документарец е производ на моето залагање да се представи таа сцена на поширока публика, ама она што ќе го видиме во документарецот е сепак гледиштето на луѓето надвор од Куманово. Што е многу интересно, бидејќи тие не гледат во едно многу големо светло и не гледат како една неверојатно напредна културна средина, што јас мислам дека ние и сме, и како такво е еден добар патоказ за помладите генерации да видат дека Куманово има една подлога, има една основа културна која тие, ако имаат желба и ако имаат енергија, а секако услови имаат, да може да ја продолжат, бидејќи Куманово не е онакво како што сега го гледаме. Куманово беше лулка на културна презентација, на културни неслушувања, да забравиме летниот рок фестивал, кој го поддржи и ТВ Куманово тогаш. Така да во многу работи ние бевме, може да се каже, пред време. Мислам дека сега е времето созреано и дека таква една култура, што едно време беше бунтовничка, сега е нормална култура. Сите оние кои се во своите 50 и 60 години сега секако ќе се сеќаваат многу добро на овие моменти кои им значија многу на нив и кога тие се чувствува дека се вистински град, кога големите имиња кои ги гледа на телевизија гостува овде и кога конечно создававме културен производ како што е да ХИП кој стана популарен не само во Македонија, него постана популарен и во Англија. Ќе видите продуцент на еден од нивните песни беше англиски продуцент, за нив се пишуваше во престижниот Melody Maker, така да ние на некој начин интернационализиравме нашата понуда и нашиот производ. Можам да ви кажам дека едноставно ова што го правевме со тие кумановци се смета во Скопје како врвот на уметничко изразување во 90-ти години, да кажем така. Значи не само се збори за музика, него се збори и за начин на презентација, за една културна перспектива која никоја немаше како што ја ние имавме. Мислам дека се за тоа заслужни сите кои учествува во тој проект, луѓето од музичка младина, ТВ Куманово, сите кои на оваков и на онаков начин учествува еден таков прекрасен проект кој еве сега го славиме. Да, бидејќи ние филмот го заокружуваме некаде до периодот до 95 година, но работите продолжија се до 2003 година, посебно за бендот The Hip кој го објави вториот албум Reality Overdrive во 2002 година. И тука сакам да дадам некој посебен теоретски осврт за тоа, а во овој контекст сакам да ги вклучам повеќе луѓе од Куманово. Значи, мојата идеја е сега да оние кои се били учесници да зборат и да видиме после толку години што они има да кажат. Инаку, ние сега славиме 30 години од издавање на првиот албум, Songs About Books and Flowers, кој до крајот на годината треба да се појави во винилен облик, како двоен албум. Така да и тоа е еден од причините зошто ние го правиме ова промоција сега. Има што се вика после музика, нешто вика да музика е хармонија, али музиката прави за дифегнос, спрема личен ноиз е музика.
Па ја долго време пуштав музика во Куманово, бидејќи паралелно покрај со филм се занимавав и со презентација на музички содржини и пуштав музика и моите пријатели од Куманово ми спомна во еден момент, тоа беше пред веќе 10 може и 12 години, дека мора да се запознаеш со професорот Љубиша Петрушевски, слушате многу слична музика и може не е лошо да се направи некоја соработка. Јас Љубиша веќе го познавав преку текстови и преку неговиот ангажман со групата The Hip, бидејќи негде во 90-ти кога бев средно школа, бев голем фан на таа музика и на тој бенд конкретно. И веднаш им кажав на пријателите, мене ќе ми биде особено задоволство и чест да соработувам, да сработиме некој филм заедно. Се запознавме ја Љубиша, веднаш кликнавме, после некој време почнав да одам и на културолошки студии заедно со другиот дел од екипата која што работеше на филмот и некако преку тие културолошки студии ние го создававме филмот и фактички не испадна само еден филм, испадна два проекта. Првиот проект е еден вид на запознавање, повторно запознавање со музиката на The Hip и се работи за едно долгометражно музичко видео од 55 минути кое што е визуализација на албумот Reality Order. Тоа видео помина одлично, имаше промоции во Македонија и во Берлин, и земавме некоја награда исто за особен придонес кон алтернативната сцена и сето тоа некако ни даде еден плюс стимул да го сработиме документарниот филм. Работејќи го документарниот филм, сватив дека има многу материјал и дека треба можеби да се направи и еден дел кој што ќе биде воведен дел за целата кумановска сцена во 90-тите години. И некако така ги искомбиниравме работите, на крај стигнавме негде 2020 до овој финален производ The Hip Brainstorm. Тоа е името, официјалното име на филмот. Заради короната во тој период го промовиравме само на неколку фестивали, но од 2022 кога повторно се отвори се, јас редовно го промовирам филмот и можам да кажам дека сум пресреќен, презадоволен, мене ми се исполни една тинејџерска машта, да речеме, една фантазија да соработувам со македонските алтернативци и да направиме заеднички еден филм. И многу ми е мило што овој филм, како што поминуваат годините, се повеќе и повеќе добива на респект. Еве, можеби ќе звучи нескромно, али треба тоа да го спомнам, веќе добивам и рецензии по портали и по културолошки есеи дека сме направиле документаристичко ремек дело. Јас се надевам дека и понатаму ќе продолжиме, бидејќи мене Куманово ми е како втор дом. Јас живеам во Скопје, потекнувам фамилиарно од Битола, али во Куманово сум созрел и музички и духовно, така што резултатот на сето тоа е ова што ќе го видиме вечерова. И се надевам многу проекти понатаму.